и снимката се снима. За минатиот час не можевме да го покажеме тоа, но снимката од минатата средба, првите минути се обработи снимката и може да се даунлодира од четот. А тоа сега ќе ви покажам и тоа. Сега имам уште 4 минути до 20 часот. Ова средба ќе биде малку поинаква од претходните, затоа што ќе представува завршна од овој серијал. И мислам дека ќе ми треба ваша помош од тука, затоа што има толку многу работи што може да се прикажат, но јас сакам да ми помогнете и да видиме кои апликации ги знаете и да провериме дали тие можат да се додадат и како да се додадат во Teams. Како можеме тоа да го додадеме, затоа што и целта на тоа што денес планирам да го прикажеме, како да ги прошириме услугите и можностите што ни се на располагање со Microsoft Teams. Да напомнам дека многу му изгледа тешко на колегите, особено на оние што не можат да го пробаат ова што ќе го гледаат. Затоа што, навистина, ако немате моментално пристап до Microsoft 365, е многу неизгодно за да може тоа да го направите. Затоа што само со гледање тешко веројатно дека ќе може да го направите, но една добра работа е тоа што сега, кога сите на државно ниво ќе го имаме ова, ќе биде нешто многу полесно и секој ќе може да го применува. Како што спомнав, ова ќе ни биде последна средба од серијалот за Microsoft 365 и ќе биде една ретроспектива на се она што го поминавме и што се може да се направи. Исто така да напомнам дека ако имаме заинтересирани колеги кои што сакаат да поработиме на одредени делови од Microsoft 365, можат слободно да ме контактираат и можам да му излезам во пресред за нив. Исто така, еве ви најавувам дека идната недела, сега не знам точен датум, се зависи од тоа кога ќе почнат обуките, во некоја пауза помеѓу обуките, еве ви најавувам, особено за наставниците по математика, дека ќе одржиме специјална една ваква средба, која што можеби ќе трае и повеќе од 1 час, во која што ќе се обидам да прикажам се она што може да се користи во наставата по математика. Тоа не значи дека може да биде само за наставниците по математика, тука може да се приклучат и оделенските наставници, затоа што и тие предаваат математика во ниските оделенија. Исто така тоа се однесува и за сите оние што предаваат математика и на повисоко ниво, не во основно и во средно. Затоа што алатките што се на располагање може да се користат во било кој степен или ниво на образование. Тоа е ми идејата, тоа е за некаде наредната недела, ама кога се зависи од планот од Министерство. Точно е 20 часот, јас точно на време ќе го стартувам снимањето на оваа средба и од овој начин. Забележете на опцијата Start Recording и оваа средба ќе почне да се снима. Забележувате дека горе се појави полето со информација дека оваа средба се снима. Ова намерно го почнав, затоа што при вчерашната средба забележавте дека добивме информација според која средбата не можеше да се намести автоматски во Microsoft Stream. Тоа е затоа што, уште еднаш ќе повторам, после 20 август сите снимки што се прават на Microsoft Teams од вашите средби, часови, состаноци, нема да се зачуваат по дефолт во Microsoft Stream, туку вие ќе мора да ги даунлодирате, а потоа да ги аплодирате, односно да си ги внесите во Microsoft Stream на начинот на кој што го објаснивме минатиот пат. За таа цел сега го приклучив снимањето, за да видиме како тоа ќе изгледа. Исто така да повторам дека ова ќе ни биде последна средба од серијалот, на која што
се решив да работиме нешто несвојствено, за разлика од сите претходни. Сакам да ве замолам, ако имате познавања или сте слушнале за некоја апликација која што сте ја користеле или знаете дека постои или сакате да ја пробате. Сега ќе пробаме еден по еден да се пријавувате тука. Јас ќе ја запишам апликацијата и потоа ќе се обидиме заедно таа апликација да ја додадеме во Microsoft Teams. Да видиме како некоја ваша апликација, која што вие сакате да ја користите, како можеме да ја додадеме. Мислам дека нема апликација што е во полето на образование што не ми е додадена, ама, еве, сакам да ве слушнам вас. Дали има некој слободно, доброволно да се пријави, да сака некоја апликација што е слушнал или што е користел минатата година, да се обидеме да ја наместиме сега во Microsoft Teams, во моето оделение или во нашето оделение како проба. Слободно, нека се јави било кој од вас, нека ја каже, јас ќе ја запишам, па заедно ќе ја додадеме. Постапката е иста за било која апликација. Игор, има милион, не забележав, дали има Padlet? Padlet, сега ќе го проверам. Да, провери дали има. Еве сега прво Padlet го проверувам. Благодарам, Аида. Еве сега одма ќе пробаме дали го има Padletот и како да го додадеме. Значи ќе го тргнам Microsoft Teams настрана, главниот прозорец. Сега, ова ни е прозорецот на Microsoft 365 апликацијата. Значи, за да работите наедноставно, потребно е да го симнете, да ја симнете оваа апликација на вашиот компјутер. Еве сега, заради подобро работење, ќе го исклучам Фејсбукот, ќе отворам, ќе се логирам на Office 365, ќе го отворам Teams, да видите дека всушност не мора ни да имате апликацијата. Значи, кога ќе го отворите Microsoft Teams, не прашува дали сакаме да ја користиме десктоп верзијата, Windows апликацијата или веб верзијата. Јас ќе изберам веб верзијата, затоа што веќе ми е стартува на другата. Ќе го изберам нашето оделение, соба на состаноци, каде што во моментот ни се наоѓа средбата, ќе го изберам нашето пробно оделение, што го креиравме во овој дел. Апликациите што сакате да ги додадете, се наоѓаат во трите точки од левата страна. Под делот за Files. Ако кликнете на тие три точки, ќе добиете можност да пишете име на апликацијата што ви треба. А долу стојат recent, значи мои скорешни апликации, кои што јас сум се обидел да ги наместам во, или пак овде ќе имате опција more. Сега прво ќе проверам дали ќе го најдеме Padlet како апликација. Бидејќи Padlet во овој дел го нема. Сега ќе провериме дали можеме да го најдеме во овој дел. Мислам дека добро го напишев. Во овој дел Padlet го нема. Сега, бидејќи го нема Padlet, тоа не значи дека ние не можеме да го додадеме. Сега ќе преминем на десктоп верзијата да провериме таму. Десен клик. Padlet, значи нема ништо. Од другите апликации ќе провериме уште еднаш. Padlet го нема. Но, сега ќе се обидиме да го донесеме на друг начин. Како тоа можеме да го направиме? Јас ќе отворам нов таб во пребарувачот и во местото за веб страната ќе пишам Padlet. Мислам дека ова беше веб страната на Padlet. Да, еве го. Јас мислам и дека сум логиран. Ќе се логирам со Microsoft. Со вашата акаунта, еве го мојот Padlet.
Сега, се што треба да направам јас, ќе го копирам овој линк, значи го селектирам линкот откако се логирав, ќе го копирам овој линк, потоа ќе појдам во Microsoft Teams, ќе појдам во моето оделение, каде што сакам да го наместам, еве го, например, во работа на час, ќе појдам на делот плюс, овдека горе. На тој начин сега додавам, ова се табови во горниот дел, како што е post, files, notes и така натаму. Повторувам, овие може да ги додадете во било кој канал и да сакате. Ќе кликнеме на плюсот и од полето што ни се, прозорецот што ни се отвори, јас ќе изберам веб, затоа што сакам да ставам веб страна. Ќе изберам вебсайт, во делот URL ќе ставам веб страната што ја најдов од Padlet-от, а горе ќе си напишам име Padlet и ќе кликнам на Save. На тој начин, јас во мојата училница си го наместив мојот Padlet. Сега ќе се логирам, исто како на страната што го направив, и еве го мојот Padlet. На тој начин, се што имам на Padlet, ќе го имам и тука, и нема потреба да посетувам уште една страна. На овој начин, покажавме како некоја апликација, што е на интернет, а неја нема како додаток во Microsoft Teams, да ја додадеме. И при тоа, вие што сте го работеле Padlet, знаете што се може да направите со Padlet. Тоа не е ни целта за понатаму. Добивме информација дека не е поддржан, но можеме да го користиме истото. Сега ќе се преминам на веб верзијата на Microsoft Teams, ќе појдам во оделението, ќе појдам во моето оделение, мислам дека беше работа на час. Забележите дека Padlet-от е сега веќе како нов таб, веќе зумирам, кога ќе го отворам, добив информација дека не сака да се поврзи, но сигурно ќе се поврзи, затоа што веќе на другото место е, можеби, затоа има проблем. Или сум на едното место поврзан. Значи, на овој начин можеме да поврзиме апликација што ја нема од понудените. Сега ќе се вратам назад, да се обидеме да додадеме друга апликација од некој друг колега. Значи, на тој начин видовме Padlet-от и покрај тоа што го нема, можеме да го додадеме и да си го користиме без да излегуваме од Microsoft Teams. Извинете, Вера Бекикева, треба да сме администратор за да го направиме или не? Еве сега наредната алатка ќе ја додадам како обичен ученик, како обичен наставник. Само ајде ми треба некој од квизис, ајде. Еве ја запишувам. Сега ќе се обидам да ги најдам корисниците, да се логирам како наставникот, нели? Сега ќе се логирам како наставник. Одам на office.com, во делот на Sign in, ја пишувате вашиот юзернейм и ја пишувате лозинката, која што беше еве. И сега јас ќе се логирам како наставник. Бидејќи ова е мојата почетна страна, од левата страна ќе го побарам Teams. Ќе почекаме да се отвори, затоа што сум in private прозорец, за да можем да ви прикажам.
еве вака, ќе продолжам да го користам, да ја користам веб верзијата, еве го мојот тим. Сега во мојот тим ќе појдам првим во делот да ја додадам, да биде општо прифатена, за да не внимајте, има разлика. Дали ќе ја додадете како тап горе или како апликација. Сега ќе ви ги објаснам и двете можности. Ај првим да видиме дали наставникот тоа што го додадов ќе може да го види во работа на час. Јас додадов Padlet како администратор и еве го Padletот. Наставникот може да си се логира со сопственото што е поинакво од моето и да си продолжи да си работи. Затоа што сега сум логиран како наставник во групата. Сега ќе појдам во делот под Files и ќе го побарам Quizzes. Овдека го имаме Quizlet, што е поинакво, Quizzes го немаме. Значи, Quizzes овдека го немаме. Ќе треба да ја направим истата постапка како претходно. Ќе го повикаме Чичко Google, затоа што тој знае се. Мислам дека, еве го, дека е Quizzes, да. Страната за Quizzes. За тој што не знае, ќе зголемам горе и еве ја страната за Quizzes. Quizzes.com. Бидејќи јас сум регистриран и во оваа страна, ќе се регистрирам со мојот юзернем и пасворд. Веќе сум во мојата соба на Quizzes. Ќе го копирам линкот од насловот горе. Сега исто како преđеска. Ќе појдам на плюсот, ќе зголемам, ќе изберам веб, ако веќе нема, еве го, веб-сайт. Ќе го ставам линкот кај URL, а во tab name горе ќе пишам Quizzes. И ќе кликнам на Save. И еве го Quizzes се отвори директно во Teams. При тоа сега не побара да се регистрирам јас, туку автоматски го препозна линкот што го ставив, забележете истата страна. Еве ја страната на Quizzes, еве ја страната на Microsoft Teams. На тој начин наместен е Quizzes од страна на наставникот. Сега видите што е предност. Сега јас ќе појдам во мојата Teams апликација, ќе појдам во Teams и еве го сега Quizzes. Значи, наставникот го намести, сега јас не сум регистриран тука како тој наставник и можам да се регистрирам со моето собствено и да продолжам да работам каде што застане. Еве уште една апликација што ја користат многу наставници и ја нема во Microsoft Teams како една од 300 апликации, но можеме да ја додадеме. Сега да се вратам назад, да пробаме друга. WordWall може? Може. Јас мислам дека таа може, од и мене ми е додадена. Еве сега, вака работа. Првим проверувате на трите точки. Овдека. Проверувате дали случајно јас се имам користено. Еве ThinkLink, Wiki, Planner, Shift со смените, Forms, значи WordWall немам додадено, сега ќе додадеме. Како тргнавме и трета што не можеме да најдеме. Мислам дека вака беше запишано WordWall. Не како збор, word, без л. Да. Ама и така не го дава. Ама идовме дека можеме да го додадеме, одлично. Ова вака да го планиравме немаше да испадне. Сега што правиме? Како и во претходните случаи. Ќе отворам пребарувач. Еве вака. Сега ќе отворам. Да најдеме точното, го сгрешив за Google, добро. WordWall треба да биде.
Или ова, дај да видам. Ево, мислам дека е ова беше. Да, таа беше. wordwell.net, да се регистрирам. Ако имате акаунт, многу е подобро да се регистрирате, мислам дека јас имам и тука. Ајде се регистрирам сега со Google, за да биде побрзо. Че ако имате веќе Google сметка, можете многу едноставно. Еве сега, се регистрирав. Ќе ја копирам адресата што е при регистрацијата. Ќе појдеме во Teams. Ќе појдеме во било кој таб, во било кој канал. Еве ќе појдем сега во онлайн училница. Ќе појдем во плюсот, стандардно, ќе избериме веб страна, ќе го ставам линкот, а горе ќе си го пишам името. И еве сега ќе се отвори страната и ќе треба да се логирам. Ќе повторам постапката од преđеска и еве сум веќе логиран. И при тоа сега, ова останува во вашата училница. Вие нема потреба да излегувате од тука да појдите. Тој што го користи знае што значи ова. Ќе се направи, ќе напишите сопствена активност, може да ја споделите, може да го споделите со код на било кој начин и при тоа учениците ќе можат да го гледаат. Еве трета што наместивме. Ајде да видиме уште некоја. Па после ќе кажам некоја што сигурно ја немам наместена, постои. Се видим уште две да наместиме. Сега ќе го прекинам снимањето. За да прикажам со снимката. Добив информација дека снимката се зачувува. Ова не е баш точно. Дека снимката ќе биде процесирана и снимена оставена, зачувана во Microsoft Stream, но тоа нема да биде така, затоа што ќе ја имате во чет, еве забележувате десно долу, еве овдека, добив информација дека снимката сега можам веќе да ја даунлодирам. Ако кликнам на трите точки, забележете дека не постои опција Open in Stream, затоа што не е таму зачувана. Ќе мора да си ја симните на вашиот компјутер, локално. Ќе добијам порака кога ќе се снима и после можете да си ја ставите каде сакате. Дали имаме кандидат за некоја друга апликација да додалеме? Па било која Игор, еве, ако има Ајде. Било Emails. може, Кој? може, која било. Emails или ако сака learning applications. Да, која било, не е важно. MAZ. Е, MAZE. до emails, значи. Ајде да видиме. Ева, да видиме како ќе испадне, да видиме дали го имаме. Првен ќе одиме во Teams, да видиме случајно. Emails овдека го немаме. Значи, во тој дел нема да можеме, исто како и претходно, но за таа цел ќе одиме во пребарувач. Ајде да видиме. Вајле овој, јас не знам. Create share amazing presentation. Вајле ова. Emails. Затоа што не сум го користил и прв пат го слушам ова. Дали ова тоа? Да, виртуелни Да, нешто exhibitions слично. има. Да, нешто слично како и, да, еве го, presentation mode во ред. Сега овдека треба да се регистрираме. Имаме со Facebook, со Google. Јас ќе го искористам моето од Google за побрзо да оди. Ќе прифатите тоа што ви бара Google од вас и веќе сум регистриран. Ќе го копирам линкот, ќе појдеме во нашиот тим и сега ќе избериме простор за забава, да не биде во истиот таб, а може и во истиот таб да го наместиме. Еве овдека. Додаваме веб страна
Оставаме линкот. И на истиот начин како претходно, се што имавме таму, ќе имаме овде. Со таа разлика што треба да се регистрирам сега, исто како на претходното место. Да ги изберите опциите што се и веќе сте регистрирани, можеме да започнеме да работиме. Значи, ова е во делот на местење на одредени табови. Сега да се задржиме на другиот дел каде што можете да ги наместите. Освен што можете во првиот ред горе, во било кој канал, вие можете да ги наместите и дел од тие апликации, забележувате и во најдолната листа, онаму каде што правите, пишувате одговори или било што друго. При тоа забележите, јас сега ќе ви прикажам некои што јас ги користам, што се многу практични. Некои, еве сега ќе почнем со ред. Ова е да наместиме линк од стрим. Ова е многу убава опција. Ќе тргнам уливчето погоре да го видите, е price. Односно, ова служи, особено многу би било интересно за помалите ученици, за да му додавате најразлични награди за сработеното. Еве, например, за да ви демонстрирам, ќе кликнам на таа опција и имам можност да додадам награда на одредени луѓе од тимот, од одделението. Например, kind of hard, и сега ќе бирам на кого во одделението. И сега ќе пишите порака. Пример. Можете да кликнете на превиу, да видите како ќе изгледа, еве картичката, и кликнувате на Send, и оваа картичка е испратена како награда за ученикот во вашето одделение. Оваа апликација можете да ја додадете во овој дел. Со само пишување на името. Price. Ако кликнете на незе, добивате нов прозор, во кој што, бидејќи ако ја немате, овдека ќе биде add. Додадете го. Ама бидејќи јас го имам додадено, кај мене стои опција Open. Значи, вие ако го додавате за прв пат, ќе треба да кликнете на опцијата Add. А сега ќе видите во друга, што јас ја немам, па како тоа испаѓа. Ако кликнам на Open, еве истата од претходно. Наредно, нешто што имам додадено е многу практично да го имате. Тоа е делот Poly. Poly е многу интересна опција за брзо креирање на прашалници за време на часовите, но не само тоа, но внимавајте дека Poly е комерцијална програма. Во основната верзија ќе ви дава толку многу опции, што ќе се заборавите правејќи ги тие што требаат. Но, многу е лесно, многу интересно, нешто слично како Forms. Шивате мајмунче и исто како за Forms пишувате Poly. Откако ќе напишите Poly, кликнувате на икончето што ви се појави горе и ни се појавија прашањата. Може да напишите премногу едноставно прашање, да зумирам за да го видите. Еве во оваа опција, може да креирате понапреден прашалник, а ако сакате може да изберете и повеќе опции, одека ствари се скрија опциите. Јас ќе го изберам првото. И внимавајте, како што изгледа напишан текстот овдека, таква треба да биде синтаксата во тоа што вие го пишувате. Јас сега ќе изберам, внимавајте, треба да биде прашање, прашалник и двете опции. Сега само ќе го промениме.
омилена боја, ваша омилена боја, сега не може со две бои ваша омилена боја или вака ќе напишем. Боја која најчесто ја имаше во песната. Пример. Која од боите најчесто се среќавала во некоја од песните што ја обработувавте на часот. Кога ќе бидете готови, кликнувате Enter и сега треба да биде креиран формуларот кој што треба да го одговарате. Ќе почекаме малку, ама може јас да сгрешив овдека во пишувањето, во синтаксата. Сега ќе пробаме уште еднаш. Внимајте, мора да пишуваме на латиница. Поли, на истиот начин. Ќе избериме опција, мора да може. Сега ќе го поедноставиме. Да, не. Треба да се креира формулар, сега не знам што е проблемот, треба да се креира ваков формулар. Јас имам креирано овдека, само сега да го најдам каде беше, во некој од овие училници. Не знам зашто сега не сака баш да се направи, ајде да видиме во овој дел. Еве го поле. Значи имам креирано формулар, треба да биде сличното, еве вака. Значи, ова е формс, што зборувавме, и ова е формс, а ова е поли. Што е додаден во самиот формулар, во самиот канал, кликнувате на Create Poll и вие всушност го креирате. Еве го. Поли. Прито имате многу опции во него. Јас ни треба да креираме нов формулар, нов прашалник и имате многу опции, кои што сега не е ни време како тоа се прави. Но имате толку многу опции што кој што сака може тоа да го направи. Ќе се обидиме после уште еднаш да го направиме тоа. Не знам зошто испаѓа дека не може, најверојатно нешто грешиме. Ајде да видиме од оваа страна. Ако изберам поли, и еве го сега формуларот со многу повеќе опции. И можете да си ги напишете како сакате по овој дел. Значи, одите во делот на трите точки, ја барате апликацијата, таа што ви треба. Ако ја имате, таа автоматски ќе ви се отвори Open. Ако ја немате, сега, добро што се отвори да ви покажам и опциите што ги имате ако веќе ја имате. Ако ја стартувате во делот со апликација, десно до Open имате стрелка за надолу. Можете да ја додадете во Team или да ја додадете во Chat. Апликацијата што ја креирал, например, администраторот во училиштето, или вие ако ја додавате, може да ја додадете во повеќе тимови или можете да ја додадете во четот. Еве, например, ако кликнам Add to Team, сега треба да го напишам името на тимот. Например, јас сега ќе го напишам 605, моето деление, ќе го најдам 601, 604, 602, 605. И кликнам десно Setup, имаме уште една стрелка, значи имаме уште нешто, како можност, дополнителна. Можем да го подресам во тој тим, ама можем да го наместам како таб и да се појави од горната страна. Значи, ако кликнам на Setup, само ќе се намести во тимот, а ако кликнам на Setup as Tab, ќе биде наместено како таб од озгор. Еве први на првата опција, Setup. Сега се отвори прашалникот и вие можете да креирате прашалници. Тој начин што првен ќе кликнете на Save и еве го моето 605 деление и еве го табот Поли. Се намести автоматски тука. И при тоа можете да го правите се што ви нуди апликацијата Поли, а нуди премногу. Наредно што сакав да ви прикажам е во делот General, по долниот дел. Забележите дека ова мене ми е наместено и можам да го користам без разлика во кој тим сакам да појдам.
Делот е ова е многу интересно. Discovery Education. Тој ќе го запишам овдека. Мислам и дека го има. Првин да го зголемам за да го видите. Discovery Education. Многу е добро. Ќе го изберам да го видите. Ако го немате, сега се појави како опција. Значи, ако го немате, ќе имате опција да го додадете. А ако го имате, ќе имате опција да го додадете во тим и да го додадете во чет. Јас ќе изберам во тим и ќе го напишам во тимот математика 7А. И се забележите, во сите тимови каде што сум, можам да го додадам. Сега ќе го додадам како таб. И сега добив информација во која што треба да се регистрирате. Јас сум регистриран, забележувате долу има опција како Microsoft 365. Ако имате, ќе искористите таа опција, а ако ја немате, ќе се регистрирате и ќе го имате за користење. Ќе го прифатите користењето. Ова е специјален дел од Discovery, Permission Denied, нешто не е во ред. Не знам што, ќе треба да проверам. Username и пасворд. Значи, нешто не е во ред со мојата автентификација во тој дел. Сега ќе појдам долу и ќе кликнам, затоа што знам дека го имам овој дел. Еве го овде, коти сум веќе регистриран, затоа може и проблемот. Можам да пребарувам се што нуди Discovery Education, можам да пребарувам канали, можам да пребарувам видеа и можам да пребарувам уште 5 различни области за тоа. Еве ќе изберам интерактив и, например, ќе изберам биологија. Но за да пребарам, повторно ми бара да се регистрирам. Не знам зошто, сега ќе пробам уште еднаш. Знам сигурно дека бев регистриран, ама кога ќе работиш во живо, пак ви се случуваат. Значи, треба да се регистрирате за да ги користите работите. Наредно. Ова е Zoom апликацијата. Сега да пробаме за сите што имате Zoom при вас на компјутер, на телефон, ќе видиме како тоа функционира од Microsoft Teams. Ќе појдете на трите точки што се тука, за да ја додадете целосно во било кој ваш тим. Значи, најчесто ќе користите од левата страна. При тоа, може да го додадете од оздола, а може да си го додадете како таб горе. Начинот на кој што ќе го направите зависи од вас. Сега ќе изберам Zoom, бидејќи ја имам, а ако ја немате, ќе ја побарате. Се отвори полето на Zoom, кое што е малку поразлично од она во кое што сте навикнати. Тука имаме чет, My Meetings, тоа што се зашите закажани. Еве го. Значи, ова е мојата соба на Zoom, затоа што веќе сум регистриран. Ова е нешто во врска со Абот. Еве може да оставите таб или бот. Еве ќе нешто во делот за чет. Како да почнеме Zoom состанок? Забележете овдека имам What can I do? Ако кликнем на стрелката, имам 4 опции. Start, Join, Help и Logout. Јас ќе кликнам Start. И ќе притиснам Enter. И еве го мојот Zoom. Значи, кодот е многу тежок. Еве јас ќе пробам сега. Ќе го копирам ова целото. Ќе го ставам во четот на нашиот состанок. Еве овдека, за да пробаме како ќе изгледа. Тој што може да го отвори, слободно нека го отвори. Јас ќе кликнам Here to join. Ќе ја отворам апликацијата, бидејќи имам Zoom на компјутер. И сега ќе го добиете стандардниот прозорец на Zoom. Сега ќе почекаме некоја секунда, доколку некој од вас сака и е во можност да кликни на линкот и да добиеме обичен Zoom состанок. Забележувате, овој прозорец што сите го користевме на Zoom. И при тоа јас го стартував состанокот преку Microsoft Teams.
Еве ќе го оставам на другиот монитор, а ако некој се приклучи, ќе го приклучиме на состанокот. Значи, на тој начин можам да поврзам и да започнам или да се приклучам на било кој Zoom состанок за кој што ќе имам покана. Сега да прикажам како може да искористим и една друга платформа за состаноци, која што е бесплатна и сметам дека е многу подобра од Zoom-от. Не знам колку од вас ја знаат таа платформа. Таа е следната. Забележете, ја имате Cisco WebEx Meeting. Значи, Ова керка ми на академија користи. да, многу е добра, е бесплатна, до 100 корисници и е многу подобра од Zoom, ама е многу, не знам зошто, позапоставена. Ќе кликнам на незе, сега бидејќи намерно избрав, бидејќи ја немам. Еве сега забележете дека имам како да ја додадам, затоа што прв пат ја додавам. Имам опција да ја додадам во тим или да ја додадам во чет. Јас ќе си ја додадам во нашиот тим, во моето оделение. Го бирам оделението, еве, General во математика 7А, и ќе кликнам Setup, имаме две опции. Setup и Setup as Tab. Ја ќе изберам првата опција, затоа што воопшто не ми е битно каде ќе ја наместам. Значи, добив информација, ќе кликнам на Save и сега го имам WebEx порталот, каде што сум најавен. Еве го. Ќе кликнам на Continue. И сега ќе почекаме да се регистрирам таму. Еве го имаме нашиот соговорник на Zoom. Сега ќе пробаме да видиме како ќе изгледа. Момент. Додека почекуваме тука. Еве го враќам назад Zoom-от и добив информација дека имаме некој што чека. Ако кликнем на Admit, веќе сме двајца, значи паралелно, ако направам screen sharing сега, знаете како се прави, и ова сега што оди на Microsoft Teams, ќе оди во исто време и на Zoom. Значи и на Zoom, тој што е приклучен ќе го гледа ова што вие го гледате на Microsoft Teams. А кога го намести WebEx порталот, забележавте дека горе имам информација. Еве, дека за да го користите Cisco WebEx Meeting-от, треба да направам акаунт тука. Јас имам акаунт на оваа веб страна, ќе треба да се логирате на тоа место, за да може да го напишете, да го отпочнете состанокот како на Zoom, бидејќи е прв пат сега да го правиме ова. Сигурно имам. Сега не можам да го најдам низ овие табовите отворени. Еве го прв таб. Еве го. Јас сум регистриран тука. Само ајде. Ќе се отвори уште еднаш. Значи, ева сега, ајде, ми имам отворено, ќе го исклучам тука. Еве го состанокот. Сега треба да кликнем овдека. Еве го моето юзернейм. Овдека што е во собата моја. Ќе кликнам Start a Meeting. И сега ова истиот состанок што го имаме на Zoom, јас можам да го снимам, да го направам и преку WebEx. Се бара да инсталирам, ама тоа нема потреба да го правам. Значи треба да побарува од нас да си имаме апликација, но достани се 2-3 апликации, колку само за илустрација. Еве сега имам и трет корисник кој што преку Zoom ќе го следи исто тоа. Ете тоа требаше да ми текне на почетокот, а кога беше првата средба, кога беше голем интерес, па можев да искористам бројот да биде поголем за да, и да го следат преку Zoom истото. Ама сега тоа е што е тука. Чи на тој начин, сега се вратиме во состанокот, на тој начин забележавте дека во моето оделение, во математика, во делот General, се додаде нов таб, што е за WebEx за состаноците. Имаме неколку нови опции.
Бидејќи нема простор за останатите, тие се кријат во овој дел, кај што пишува tomorrow. Ако имам додадено календар, кој што е сосем поинаков од календарот, пример може месец, што го имаме во нашиот календар, вие може да си додадете календар за вашето оделение и во која што ќе си ги напишете сите активности што планирате да ги правите во вашето оделение, се со единствена цел да не го оптеретувате овој календар овдека. Што е календарот во кој што ќе бидат сите часови од сите колеги. А календарот што е во нашиот тим, за кој што сега зборував, се додава малку поинаку. Ако не остане време, после ќе ви додадам како да си го додадете во сопственото оделение. Ова беше во врска со апликацијата Zoom. Сега забележете дека има овдека точка, во која што имам информација дека е додадена нова апликација. Доколку сакате да го регистрирате вашето школо или себе си за тестови, искористете се и регистрирајте се во Дуга. Сега ќе изберам овдека. Нашето училиште, спомнав во некој од предходните сесии, е во процес на автентификација од Дуга серверите, за да можат учениците од моето училиште да одговараат тестови за сумативно оценување на оваа платформа. А како да ја направите, сега ќе ви покажам. Треба да појдете во duga.com. Значи, еве ќе го зголемам за да го видите. Еве веб страницата. Со 2G. duga.com. Еве почетната веб страна. За Дуга. Кој што сака, нека слободно нека чита, вие се што треба да направите да се регистрирате. Сега, можете со юзернем и пасворд, можете со Google, можете со Microsoft, но забележете дека имаме еден дел. Скрешив нешто, не знам што направив јас. Делот што е, овој дел сакам да ви покажам, Skoll Federation, ова е затоа што Дуга е шведска фирма и цела Шведска всушност ја користи за оценување меѓу другото. Јас ќе изберам сега Microsoft и ќе се регистрирам, бидејќи сите ќе имаме Microsoft акаунт и јас сум веќе регистриран. Тука и можам да си ги почнам да ги правам тестовите како поединец. И сите мои ученици ќе можат да ги одговараат тестовите во оваа платформа. Но, како администратор на моето школо, треба, очекувам многу скоро, Дуга да ја заврши за цело школо инсталацијата, за да може да го користи цело училиште. Тој што сака, нека провери, нека прочита, има многу опции, заедно со exam.net, се двете најдобри платформи за оценување во моментот. А наредно, нешто што сакам да ви прикажам, а е многу битно, е, сигурно се слушнале за, во делот, ќе појдам вака, во делот и More Applications, да ги прикажам сите што се на располагање. Во делот Education, од левата страна, еве го, ако кликнете на него, и сега забележете дека ги имаме, ретко кој нема да препознае некој. Insights, ќе ви објаснам што значи, е многу практично да го наместите. Flipgrid, во последно време е совршено нешто, направено за затворени групи, никој друг не може да влезе освен вашите ученици. Kahootot, Quizlet, Nearpod, PeerDeck, Lucidchart, ако ви требаат мисловни диаграми, ова е за Moodle, еве Prezi ако некој работи, еве го Mindbend, Vekalet, Discovery Education, што ви спомнав, Yongknag за оценување се користи, Nuadu е многу убава дигитална платформа за учење, но треба да имате школски акаунт, мислам дека се плаќа тој,
Банси, Его Тинклинг, Бидли ви спомнав, Вудклеп, Дуга, некои што се попознатите тука, Scholar е многу добра данска платформа, Gloss Education исто така, бесплатна е. После уште некоја да најдем од овие. Значи, ако некој од овие апликации случајно ви текне или некаде сте нашли некои материјали за незе, слободно побарајте ја дали ја има и додадете ја. Пример, ако сакате да работите со презентации, задолжително пробајте ја Peer Deck. Или пак, ако ја искористите обуката од бирото, што беше солидно, да ве подсетам, таму имаше една алатка што беше Mentimeter. Мислам дека овдека не ја видов, сега ќе провериме. Ја има. Ама јас не ја гледам. Или Mentimeter, како беше? Да, менти. Ако ја нема од апликациите што е тука, ќе си ја поврзите на начинот на кој што објаснавме. Таа пожелно да ја имате тука, затоа што имаме и објаснување на бирото како се користи. Но, ако сакате за Kahoot да го имате, еве сега ќе го изберам Kahoot, јас ќе изберам во кој тим да си го наместам. Забележавте преѓеска, тоа сега јас си имам додадено, ама бирам тим. Сега ќе изберам тим или оделение и ќе си го додадам ова што е креираното сега за нас и ќе кликнам Setup. Сега во моето оделение што го креирав за потребите, ќе се појави Kahoot. Еве го. Ќе се регистрираме. Логин ви Microsoft. Ќе искористам оваа прилика, бидејќи сум Kahoot амбасадор, за сите мои колеги. Нашето училиште е регистрирано. Зборувам за од Блаже Конески. Само да се логирам. И забележавте дека секаде користам истата лозинка, што е од Microsoft, за нема потреба да пишувам повеќе. Сега ќе се регистрирам. Не знам што е проблемот. Не сака да ме регистрира, а јас имам акаунт на Kahoot. Еве да провериме. Kahoot.com. Сигурно може, нешто не знам поред, најверојатно си многу табови имаме. Еве, например, ќе се регистрирам. Сега ќе ме препозна затоа што сигурно сум регистриран таму. Еве го, сум го сгрешил начинот на кој што се регистрирам. Или пак од толку многу регистрација ова имам смешано. Еве го. Значи нема потреба, еве сум сега регистриран. Секој наставник, ова е новата опција за интерактивни лекции, секој наставник што ќе се креира, што имаше креирано сметка за време на ковидот, на прекинот првиот пат, доби премиум. Забележете, јас никогаш немам платено, а имам премиум лиценца. Забележете горе. Ова е нова можност за наставниците кои што ќе аплицираат. Тие што користеле може да го направат. Забележете дека регистрирано е училиштето и како премиум корисник јас можам да ги регистрирам сите мои колеги од моето училиште за да го користат Kahoot. Значи, ова може да се додаде во Teams. Са најверојатно лозинката беше сгрешена, сега ќе проверам. Изра грешна лозинка пишував. Ајде сега ќе видиме. Сега ќе го додадам овдека. Уште еднаш да пробам. Значи нешто не е во ред. Или со мојата лозинка, или со... Уште еднаш да пробам.
се откажувам. Со вашата лозинка сигурно ќе може да се регистрирате и ќе го имате како тап напишан одозгор. Исто така, Игор, ако одиш, може би одиш со лозинка од 365. не знам веќе каде забележуваш, каде не сум логиран, веќе заборавам која лозинка кај ми е запишана. Значи и многу е добро, еве со ова покажувам дека всушност кога ќе се регистрирате на сите овие што ги користите, изберете си една, таа што ќе ви ја дадат службената, или направете си една имейл адреса која што ќе ја користите да се најавувате. Но апликациите што можете да ги ставите, забележувате дека најчесто имате опција да користите од Microsoft. Разбирате, и кога ќе искористите таа, нема што да правите, автоматски се поврзувате со тоа што ви треба. Ајде да пробам уште еднаш. Ама мислам дека ќе треба да побарам. Ова е последен пат ви ветувам, че не сака нешто. Сгрешена ми е лозинката, сега да не ја барам, не е проблем. Имав уште една предвидена, што сакав да ви ја кажам, а тоа ќе појдеме кај сите апликации, појдам во Education, и сакав да ви ја демонстрирам Insight апликацијата. Flipgrid, новите опции се совршени. Ако ги додадете во вашиот тим, нема да зажалите. Дајте му опција на учениците да ви снимат дел од она што го сакате вие, ќе се изненадите какви одговори ќе добиете. Сега тие живеат со TikTok. Пробајте, наместете Flipgrid во вашиот тим, еве додека зборувам, ќе додадеме Flipgrid. Еве ќе го додадам. И веќе Flipgrid е додаден, но внимавајте. Flipgridот е затворена група. Никој не може да влезе во вашата група, освен вие ако не го допуштите. Сега ќе се регистрирате како едукатори. Ето не сакам додам затоа што ова после оди многу тоа како ќе се регистрирате и се забележувате. Можете како Google, а можете и преку Microsoft. Ја ќе се регистрирам преку Microsoft затоа што имам сметка таму, еве ќе се регистрирам со мојата, затоа што сум го работел ова со учениците, и еве ја групата. Креирате група или линкот што е во групата, еве овдека share, ќе го кликнам без овој линк, тој што го работел Flipgrid знае дека без овој линк не можете да почнете дискусија. Сега ќе се вратам во Teams. Ево го пишувате кодот или URL-та од Flipgrid и јас сега го зачувам. И сега веќе еве го Flipgrid за моите ученици. Ќе се регистрирам и веќе може да си го користите во вашето оделение. Верувајте, пробајте, нема да зажалите. Еве. Сега, тој што знае да го користи, нека проба, тој што не го пробал, задолжително да се обиди да го проба. И да видиме уште нешто од овие што се апликациите да скокнав. Еве го Quizlet, еве го YouTube, може да додадете YouTube. Еве, например, не мора да е стрим, може да си додадете YouTube канал. Ваш YouTube канал, што ќе го имате тук. Или не мора да е ваш, може да биде било кој. Еве јас, например, треба да го најдам сега линкот, да отворам YouTube. Во случаја. Сега овдека десно, ќе појдам во мојот канал и сега ќе изберам плейлистата од нашите средби и еве, ќе го копирам горе линкот. Добра вечер на сите. И сите наши средби ќе ги наместам на YouTube. Најверојатно сгрешив нешто. Оставив линкот од целиот канал, наместо од едно видео.
ќе пуштам, еве првото. Знаете дека долу има опција share. Еве го линкот. Ќе го копирам линкот од видеото. И сега мислам дека се ќе биде во ред. Не знам зошто не можам да го додадам. Ајде да пробам уште еднаш. Побрз си од компјутерот, не може да те следи. Не знам, треба само да го додадете линкот од YouTube фајлот што ви треба и автоматски ќе го додадете на оваа опција. Се не знам зошто само не ми ја дава опцијата Save тук. Значи, може да додадете и канал од YouTube во вашето одделение. Ќе го исклучиме да не чекаме се. Во овој дел јас имам уште други опции што сакате да ги додадете. Значи, повторувам, може да ги додадете во долниот дел, може да го додадете горе, но главен почеток за тоа да проверите дали го има за сите одделенија ви од левата страна. Тука ги додавате тие што ви требаат и тие што сакате да ги користите. Сега е точно 21 часот. Јас сметам дека поприлично поминавме. Останува уште, ако има заинтересирани, да ви напомнам како видео упатство како да додадете собствен календар, доколку сакате, ако не, доста е за денес. Ќе се обидам да ви дадам, да видиме да поставите некое прашање, па ќе кратко е, за 5 минути ќе го направиме календарот, аве да не оставам должен да видам, ќе го наместим и него. Само да направиме кратка пауза. Интересира тие што се приклучија на Zoom. Да проверам јас дали Zoom-от уште води во тек. Затоа што го гледам табот од Zoom. Не можам да го најдам. Еве го овдека. На Zoom состанокот моментално нема никој. Ќе го исклучам. Нема потреба. Еве го return to meeting. И сега stop sharing, тој што беше и ќе го исклучам состанок. Што го почнав паралелно на двете места. Вера да не сака да каже, забележав имаше дигната рака. Да. Повели. Да, би сакала да прашам, например, ако направам дали квиз во квизис, Така? резултатите од учениците, дали ќе одат во портфолиото нивно, што е нели во... Вака сега во квизис, како што знам јас, нели му праќате код и тие го решаваат по тоа, така? Сега, тоа треба да провериме. Дали ќе бидат во, затоа што вие го додавате во Teams. Мислам дека нема да биде. Во делот, мислам, нема да биде во овој дел. Во делот Assignments, например, нема да биде во тимот, кај во делот Grades. Мислам дека нема да биде, затоа што не ви се додадени, мислам, предпоставувам сега, тоа е моја логика на работите, нема да ги имате во Grades резултатите од квизовите, затоа што тие се од друга апликација. Но вие ќе ги имате во делот за квизис, овдека. И во секој момент може да си ги видите. Не знам, меѓутоа, нели, ако сакам да водам генерално портфолио за се што се работи... Нели, ова ќе биде... Ама тоа ќе остане тука, вие во секој момент може да го видите. Сега, не сум сигурен, не сум пробал дали резултатите од овие квизови на квизис ќе појдат директно во Grade. Мислам дека нема да може. Треба да се проба, ама мислам дека не може. Затоа што ова ви е додаток на тоа што веќе го имате. Овдека имате опција, ви забележите, сега го отворив, во споделувањето може да видите, затоа што се логира во квизис и можем, ако имате вие код од некој игра во моментот, можеме да провериме, можете да ми го дадете, јас ќе се приклучам одавде сега на играта што вие сте креирале. Со кодот. Или можем јас да направам собствен. Мислам дали можам толку брзо да ја најдам. Добро, не е битно. Значи, ученикот може да се логира овдека, затоа што тој ќе го има во табот
ќе може да го користи. Сега ајде да видам јас. Ќе пробам да се регистрирам како ученик. И ќе видиме што од ова што наместивме, ученикот ќе гледа. И сега зборувавме од страна на наставник. Сега јас ќе пробам да се регистрирам како ученик. Да видиме што ученикот ќе гледа кога ќе се регистрира. Ќе се регистрирам. А се појави вака, пише в Office Microsoft наместо office.com. Еве го ученикот. Сега да ја најдам неговата лозинка. Овие лозинки ни се само за потребите на ова и ќе бидат избришани, нема да се користат повеќе. И еве го сега ученикот. Сега ќе појдам во Microsoft Teams. Да видиме што ученикот ќе може од ова сето ние што го направивме да го види. Ќе продолжам да користам со веб апликацијата. Напомнувам, во веб, бидејќи имате овдека веб адреса, ќе имате многу помалку опции отколку во апликацијата што ќе ја симните. Сега ќе го отворам оделението на ученикот и забележете, ова што е затемнето се апликациите. Забележите горе, се што наместив стои. Еве Flipgrid-от, ученикот може да се регистрира, да почне таму и да си направи снимка. Например, еве, ќе се регистрира ученикот. Еве, например, календарот, што го додадовме. Направен е календарот, учениците да не можат да додаваат. Во ова ја што го креирав, не можат да додаваат настани, делот events, но ако сакате вие, може да дозволите учениците сами да додаваат на активности. Ова ќе го направиме на крајот сега. Во онлайн училница имаме нови, еве го WordWell, што го додадов. Забележите дека Firefox не може да го отвори тоа, отису моментално во Firefox. Еве ги снимките од часовите што ги додавав претходниот час. Учениците ќе може да ги гледаат. Да почекаме малку. Еве ги сите снимки што ги додадовме. Може да ги гледаат. Во работа на час, еве го Padlet. Значи ученикот, овдека, страната што ќе ја направите вие, можете да му ја додадете. И ако има ученикот да ја уредува, ако го направите тоа, ќе треба да се регистрира за да го уредува. Еве го делот Quizzes, што го додадовме, како таб. Ученикот, ако му го дадете кодот, нели тој не треба да се регистрира, ќе го пише кодот овдека и ќе се приклучи, без да се регистрира. Еве го Emails што го додадовме на почетокот. Чекаме некоја секунда. Малко не се вчитува, не е проблем. Ќе појдем во General табот. Забележете, долу ученикот има многу помалку опции на располагање, за разлика од наставникот. Но тоа не значи дека тој не може да додаде ако сака нешто за неговите потреби. Ајде се вратам назад, само да видам дали еве го додадов Emails, би требало да се отвори. Но еве не се отвора, не е проблем. Значи, ова е тоа што ќе го гледа ученикот. И при тоа, забележувате дека се што беше наместено, ученикот ќе може да го гледа, односно, се што вие ќе му наместите, тој ќе може да користи. Сега ќе се вратам назад. Сега е 21 часот и 6 минути. Ако сте спремни за нецели 5 минути, ќе научиме како да креираме календар во вашите. Немојте да се плашите. Ќе замениме во дел што ќе ви изгледа чуден и абстрактен, но не се плашите, сега ќе видите таман каде се наоѓаат фајловите во позадина. Значи, прво да проверам каде немам додадено јас календар.
тоест во кое одделение имам додадено календар. Значи, календар, мислам дека имав грешка. Во некој од овие, дали овдека беше? Не се сеќам веќе каде го додадов. Тука е Wordwell, нема. Работа на час, не е. Група 1 не е. Во онлайн училница. Не е битно, ќе го наместиме во било кој. Вака се, ќе појдете во некој одделение, сега ќе отворам одделение кај што сигурно немам наместено и ќе го отворам моето. Одам во 605. Како ќе наместиме календар? Одите во делот Files. Чудно, но почнуваме од Files. Забележете дека во под главниот таб, главната хоризонтална лента со табови, имаме уште други и ќе го изберите последното. Open во SharePoint. Ова може да го направи секој, без разлика што не е администратор. Сега го отворате SharePoint, односно го отворате местото каде што стојат во позадина сите фајлови и се што ќе додадете. Сега, ова е вашето одделение со се што стои тука во делот Files. Во делот New, грешка, чекай сега да видим. Ајде да видам овдека. Не е тоа, видам само во homepage. Дали беше тука? Е сега проблем. Во делот, добре. Во делот, уште еднаш ќе се вратам, за да не дојде до забуна, затоа што и јас се збунив и отворив на друго место. Значи, го отворате тимот, одделението каде што сакате да го наместите календарот. Ќе појдете во делот Files, па во SharePoint, да се отвори тоа одделение. Ќе појдете во домашната страна, Homepage, во делот New, ќе изверите нова апликација, затоа што сакате да додадете во новиот тим нова апликација. Од сите апликации што ви се понудени, вие ќе ја побарате апликацијата Календар. Еве апликацијата Календар. Ќе изберите апликацијата Календар и при тоа ќе ви се појави име. Јас ќе го изберам 605, Календар, за 605 одделение. Во делот имате напредни опции кои што нема потреба да ги бирате, се вратам назад, воопшто нема потреба тие да ги изберите. Доволно е само да изберите календар. Ако напишите, еве, календар 605 и ќе кликнеме Create. На тој начин, вие во вашето одделение креирате календар. Еве го. Сега, според ова како е креиран календарот, сите можат да го дополнуваат тој календар. Ако сакате учениците да не ви изменуваат тоа што вие ќе му го дадете, ќе одите на трите точки и ќе изберите Settings. Немојте да се плашите во полето што ќе добиете, имате толку многу опции. Вие треба да изберите само опцијата за Permission, односно дозволи. Тоа е овој дел овдека, во делот Permission and Management. Сега. Забележете дека во полето што се отвори, имате опции. Members, тоа се учениците, имаат дозвола за едитирање. Значи може да изменуваат. Наставникот или собственикот може да имаат целосна контрола, а гостите ќе бидат read. Доколку сте задоволни со ова, можете да го оставите.
Но ако сакате да дозволите да направите учениците само да читаат како гости, одиме на следниот начин. Одете горе и кај што пишува Stop Inhering Permissions, значи вие ги прекинувате сите дозволи, ќе добиете една информација, ќе кликнете на ОК. И сега ќе ги изберите членовите, веќе ја зголемам да видите, тоа е многу ситно, ќе ги изберите учениците и овој делот наместо edit ќе биде сега имаме да видиме само треба да ги промениме. Еве го edit user permission, ќе ги промениме на тој начин што опцијата edit ќе ја исклучиме, ќе ја вклучиме опцијата read. Значи сега учениците ќе можат само да го гледаат календарот. И ќе кликнете ОК. И сега работата е совршена. Сега да се вратиме назад. Еве го календарот. И еве го календарот што го креира. При тоа, ако кликнете во Events, например, ќе изберам нов настан, денеска сме трети, еве ќе изберам, например, во петок. Четврти, во 1 часот, да заврши истиот ден, во 2 часот, и ќе биде, например, тест. И ќе кликнам Save. Може и опис да си додадете, еве го, автоматски се појави тука. Се што треба да направите, да го копирате линкот од календарот, одгоре од адресата, да појдете во тимот, да си додадете нов таб, како прејеска, веб страна, да го ставите линкот во URL и ќе го пишеме календар. Ќе кликнеме Save и на овој начин ќе имате персонализиран календар само за вашето оделение, кој што е, повторувам, различен од календарот што ќе биде заеднички за сите. Чи не е страшно, следете ги чекор по чекор опциите и ова може да го направи секој. Повторувам, овој ќе биде календар само за вашето оделение, затоа што го наместивте во еден тим. Значи, со тоа го завршив и последната опција што планирав да ја завршам. Па еве, побелете, прашајте ако имате нешто, со тоа и завршивме овој серијал од средби. Се надевам дека успеав нешто да пренесам во врска со предизвикот што не чека. А ќе биде многу тешко, морам да признам, затоа што не знам како да работите, ама ќе биде многу тешко. Ова е најмалку што можев да направам за да помогнам. Видеата ќе останат како видеа од сите средби 10, како нешто што можете секој момент да го искористите, па ако има некаква си потреба, тука сум ако можем да помогнем. Благодариме. Нема нешто. Ако имате нешто да прашате, слободно прашајте. Видеото, снимката од оваа средба ќе биде па од прилика за час време. Од завршувањето готова и ќе можете да ја прегледате од почеток комплетно по потреба. Исто така кодовите од оваа средба и од сите претходни кодови ќе бидат споделени вечерва во линкот заедно со линкот од снимката за сите претходни 10 средби. Па ве молам, ако имате нешто, повелете, пред да завршиме. Че внимавајте, не е тешко. Изгледа страшно и за останатите што не можат да го пробаат во моментот. Но ако можете да го пробате, верувајте, сакам да ве охрабрам да пробате. Затоа што ако не пробате, нема да знаете каде грешите. И верувајте дека наредниот час, наредната средба, наредниот час ќе биде многу подобар од претходниот. Колега Игор, Повелете. се слушам. Да, повелете. Прашање има многу.
Во секој случај, што вели Аида, треба да седнеме и пракса ни недостасува. Само сето ова што досега го работевме. Јас би сакала да ви се заблагодарам за вложениот труд и време, затоа што ова не го прави секој. Толку од мене. Ви благодарам многу. Ви благодарам, а тоа е како што спомнав, тоа е најмалку што можем да направам за да помогнем. Значи не знам на кој друг начин можам да помогнам, ако нешто знам, сметав дека може да се најдева, може да се искористи, па до нас е дали ќе го искористиме. Значи нема друг начин како да се помогне. Сега ќе видите дека ќе бидеме сведоци, ќе одиме на обуки, ќе го слушаме истото, во наводници истото, и тоа што го слушал ќе му биде нешто познато, нешто непознато, затоа што секој си има свој начин на работа, ама сепак ќе биде почеток во нешто. Па секако дека ќе биде чекор пред некој што првпат ќе го слуша. Па да, уште велам, ако имате можност да го правите сето тоа, тогаш ќе можете и да вежбате на нешто. Затоа што, внимајте, ова е затворен круг. И затоа се вика платформа за учење. Значи, не може некој однадвор да го користи ова. Вие мора да си го направите за вашето училиште. Затоа беше и проблемот на почетокот. Не може Финки да направи за моето училиште како што можам јас да се направам. Да. Значи, било кој, ниту па Министерството може да ми го направи за моето училиште тоа што јас сакам да го направам. Затоа што, колку имаме 1000 училишта, 1000 различни обкружувања, можности, средби. Не знам, сега читам во последно време и не можам да разберам како некој може така да предлага. Како може во исто време, во едно училиште, во исти период во денот, 9 наставници да имаат онлайн настава. Тоа е невозможно. Значи, не знам кој е тој што го дал предлогот. Тоа е невозможно. Освен секој наставник да си троши собствен мобилен. Интернет. Тогаш да. Може ли? А инако е невозможно. Повели. Игор, јас сакам само една голема благодарност за сево ова што направи за нас, а и молба воедно до сите колеги. Гледам повторно, останав некако на почетоците, над 100 и нешто, оние што нешто им значи и сака да научат. И не би било лошо, вие гледате дека за половина час можеме да се собереме. Секогаш било кој, кога ќе налета на нешто што му представува проблем, потешкотија, не мора да биде само ИКТ алатка во прашање, имаме ние милиони други проблеми, не е лошо од време на време да се среќаваме, да разменуваме искуства, да споделиме нешто и што е убаво и што не е убаво. Ќе ни биде во полза на сите. Се разбира. Значи, ние тука, знаете како беше она, заедно сме посилни, заедно никој ништо не ни може. Значи, друго е кога на едно место се собрани и сакаа да слушнат. Во моментов се 106, што и не е мала бројка. За разлика што почетоците покажува дека беа и преку 350 и не може, луѓето. Значи, не знам како. Еве ќе видиме сега, кога ќе почнат обуките, се надевам дека ќе биде подобро, затоа што сите ќе имаме пристап до нешто. Искрено не знам како ќе изгледа тоа, ама во најава е сите дека ќе имаме. Ајде да видим. Да. Затоа што сето е во најава, веќе во најава е колку? 2 недели, па ајде ќе видиме како ќе биде. Мислам дека ќе биде добро пред се за почеток. Во сета литература пишува дека за да бидете спремни за ова да го користите, треба да имате најмалку 2 месеци подготовка. И тоа е интензивно. Па сношто ти кажав дека е малку. Значи, немојте да се лажиме дека со самото тоа што ќе ни го дадат, нашата настава ќе биде феноменална. Дека идеална. Нема идеално. Идеално не постои. Ама добро е што ќе почнеме, добро е што ќе мрднеме од некоја си позиција и ќе имаме место да напредуваме. Тоа е единствената добро од се тоа. Затоа што ќе имаме едно нешто што е заедничко и ќе треба да го надоградуваме тоа. Па се надевам дека ќе направиме нешто што ќе биде добро. Ако нема никој, јас ви се заблагодарувам што одвоивте 10 денови
да видите со мене, да ги збогадите овие средби. Се надевам дека, сега ќе симнам и листата на присутни, и дека имавме можност да ви прикажам нешто што ќе ни биде од корист на сите, па уште еднаш повторувам. Ако имате било каква пречка и проблем, немојте да клевате, побарајте ме, ако можем ќе ви помогнем во секое време. Ќе ви благодарам. Еднаш фала. Еднаш. Благодарам. Па се слушаме во наредна прилика. Уште еднаш да повторам, во наредната недела ви најавувам средба за сите оние што ја сакаат математиката. Некој вика дека математика е невозможно да се предава онлайн. Јас кажувам дека може да биде многу подобро него во училница. Посакувам пријатна вечер, па само во добро да се гледаме. Чекаме најава, поздрав. Чао, чао. Поздрав. Пријатно. Исто и ние ти посакуваме. Поздрав. Пријатно.